Американските здравствени експерти упатија критики до American Airlines и другите авиопревозници поради користењето на полните капацитети на авионите, истакнувајќи дека со тоа се испраќа погрешна порака, додека земјата се бори со порастот на новозаболени лица од COVID-19. American Airlines соопшти дека има повеќе слоеви за заштита, вклучително и неопходните маски за лице, подобрена процедура за чистење на авионите и има листа на симптоми на COVID-19 пред летот. Експертите бараат на комерцијалните летови да се почитува мерката за физичка дистанца, односно да не се продаваат сите седишта во авионот. Во согласност со одлуката на Хрватскиот национален штаб за цивилна заштита, од денеска се окинува обврзаниот 14-дневен карантин за граѓаните од Босна и Херцеговина, од Србија и Црна Гора кога ќе влезат во Хрватска. Предвидено е листата на држави од кои граѓаните ќе можат и под кои услови да влезат во Хрватска ќе биде ревидиран секои 2 недели во согласност со епидемиолошките критериуми. Босна и Херцеговина не е на листата чии што државјани може да патуваат во земјите членки на Европската унија. Со последните 30 смртни случаи во последните 24 часа, црниот биланс на епидемијата на COVID-19 во Франција достигна 29.843. На болничко лекување се наоѓаат 8.536 лица заразени со COVID-19, односно 156 помалку од претходниот ден. Бројот на пациентите на интензивна нега се намали за 17 за 24 часа на 620. Во моментов здравствените власти евидентираа 130 кластери за зараза ширум земјата.